Па треба, ако успешно да примаат другите, ќе примаат и сите. Има повеќе видови според вас, која е најуспешна така што слушате од телевизија? Не се разбирам. Руска, Има американска? Србија, има Америка. Која е најдобра, става ќе се вакцинира. Вакцинацијата почнува, сите видовме дека стигна од Република Србија донација, меѓутоа ние сега за сега не сме вклучени нити во вакцинирање, нити имаме информација дали ние ќе бидеме вакцинирани во првите, прво ковид центрите низ цела Република Македонија и таа како што можевте да се информирате од некои стручњаци на телевизија што кажа и од интернет, тоа е истата вакцина, значи ќе се дава во 2 дози и веројатно заради тоа сега за сега не сме предвидени, немаме уште допис, меѓутоа имаме допис за спремност, ние сме спремни за таа вакцина на Pfizer, како ќе се, ако се набави таа и ако се вакцинираме ние од далечени што сме од главниот град, веројатно ќе има некој распоред и посебни насоки што се однесува до заради тоа што таа вакцина, знаете дека треба да се чува на минус 70 степени, а ние не сме опремени со такви фриждери и мислам дури дека лично јас мислам дека и нема потреба да се прави таква инвестиција за неколку дена. И знаете дека имаме најава дека и нашиот министер склучи договор со Република Кина дека од таму ќе добиеме вакцини кои што ние можеме да ги примиме, да ги депонираме кај нас, да ги аплицираме. Иначе што се однесува до самата обука за апликација нема проблем, ние имаме персонал, можеме да помогнеме дури и на други градови, имаме доволно обучени сестри, а што се однесува до чувањето, немаме обука и немаме услови да ги депонираме вакцините на Pfizer сега за сега. Ние од Министерство за здравство добивме налог да се, кој сака да се вакцинира од здравствените работници, сите, значи, не само тие што работат во, ние имаме некој мини ковид центар, вие знаете, во некои простории ги двоиме пациентите од останатите пациенти, таму примаат терапија, таму им се прават, зима анализа за крв, посебно знаете дека зимаме тестови во друга просторија, нормално со тие луѓе работат наш персонал од брзата помош, матичните доктори, меѓутоа сега за сега ние сите сме пријавени кои сака да прима вакцини, меѓутоа веројатно од таа вакцина нема да добиеме. Не сум сигурна, меѓутоа по мои предпоставки, пошто 2 пати мора да се направи и ревакцина, и по бројот на вакцините што се добија сега, веројатно ние нема да бидеме во таа, меѓутоа знаете дека е најавено до крај на февруар дека ќе стигне и кинеската вакцина, а веќе денеска сме 17 февруар, значи за крајот на февруар веќе се гледа, така да најверојатно брзо ќе стигнеме. Што се однесува до таа вакцина? Начин на чување, начин на апликација не ни е непознат, познато ни е, спремни сме, направена е, ние си направивме план како ќе се аплицира, ќе работиме во 2 смени, имаме доволно сестри, имаме доктори, ќе ги вклучиме, зависи од тоа колку ќе се пријават и колку ќе добиеме вакцини. И какви насоки ќе добиеме нормално од стручните тимови од Министерство за здравство, од Комисијата за заразни болести и така натаму. Ние имаме доволно специјалисти, ќе ги вклучиме сите, ќе работиме и 2 смена, во 2 смени, така да мислам дека ќе успееме да ги вакцинираме по типот слично како што го направивме тоа за вакцината на грип. Знаете дека добивме околу 500 и нешто вакцини за грип, во 3 дена ги извакциниравме сите. Матичните доктори ќе ги закажат, ние имаме на сите телефони, работиме компјутерски, сите на мој термин ќе ни стигнат пациентите, ќе ги закажеме точно на време, ќе направиме ред и за дистанца. Ви реков пак, ќе ги уклучиме и другите специјалисти, така да вакцинирањето ќе оди сигурно брзо. Ќе можеме да направиме вакцина за една, а зависи тоа и колку и населението ќе се јави за вакцинирање и колку ќе закажат матичните. Имам информации, бараат луѓето да се вакцинираат, прашуваат преку матичните и на веб страницата што отвори Министерство за здравство, многу се пријавени. Јасно им е дека
веројатно има таму прашања, јас не сум го ја погледнала, во кој што стои која возраст е, како се маж, жена, веројатно и за здравствената состојба и ќе направи некоја програмата некој приоритет. Меѓутоа, во секој случај не е проблем нашите матични да ги закажат, имаме добра соработка со нив, ние ќе им помогнеме во смисла не они да се јавуваат кога да дојдат, пошто ние ќе ги вакцинираме, точно ние ќе си ги повикаме во колку саат, ако треба порано, на 10 минути ќе ги вакцинираме сите. Значи, ние, за жал, бевме во лоша состојба цел јануар. Моја лична оценка и на мојата околина, на моите колеги е дека собиранките околу Нова година, околу Божик и околу Свети Атанас и Свети Антони си го зема своето. Имавме многу тешка ситуација, кога бевме на високо ниво, испред Битола бевме во некои ситуации, ние во некои денови се извинувам, ние сме мало место, плюс тоа имаме многу одлив на население по странство, така да беше многу страшно и многу жално што ни се случи тоа, да имаме толку многу пациенти. Од тие се разбира не беа многу тешки болни, повеќето беа лесни, средно тешки, меѓутоа во тек на една недела секогаш имавме по 3-4 тешки случаи, така да Штипската болница ја наполнивме и наши пациенти многу имаме и сега во Скопје. За среќа, овие неколку дена, јас очекував сабота и недела ние не тестираме, во петок тестираме и ПСР тестови и брзи тестови и се плашев дека тој резултат сабота и недела не е реален, оти секогаш имаме помалку затоа што не тестираме, меѓутоа, еве, понеделник имаме 2-3, денеска гледам само 3 од 10 тестирани и тоа ме радува, оти се намалува полека, дали малку се исплашивме, дали малку или само по себе собиранки нема такви ситуации на забави, ќе видиме, времето ќе донесе, во секој случај сега моментално имаме подобрување, иако еве денеска на пример имам 2 потешки случаи, тие се од вчера сигурно или од завчера, а може би од прошлата недела, веќе се во лоша состојба, сигурно ќе бидат пратени. Меѓутоа, ново заболени, нови позитивни се намалуваат. Така, да искористиме присуството, еве имавме обилни снегови, колку граѓаните внимаваа на снегот и не настанаа вообичаените повреди кои се јавуваат во зиме, значи, во смисла на скршеници. Ние сме некако секогаш обратни во таа ситуација. Интересно, јас сум веќе 30 години во рентген. Во зимно време имаме најмалку скршеници, особено кога ќе падне првиот снег и така, луѓето многу внимаваат. Се случува, меѓутоа ретко. Најголем број на скршеници кај нас е во пролет, кога вниманието попушта, кога одат надвор, по нивите, по дворови, и тогаш имаме најголем број. Имаме ситуации, некои денови имаме, дури по 10 скршеници, меѓутоа за сега, немаме. Многу ретко не се случува. Луѓето повеќе се и дома, знаете, повеќето, иако бројот на корона заболените позитивни ни се зголеми, поголем дел од населението внимава, младите им донесоа и на постарите, и знаете вие дека си седат дома, почитуваат и така да немаме, може би во целата овие последните неколку месеци, ајде да речам 10 скршеници, тоа не е ништо за еден толкав град, во кој што нормално луѓето се движат и така да можам да кажам дека е добро во таа смисла. Така и идејќи наваму забележавме дека се остварува она што го најавивте, а тоа е реконструкцијата полека добива на интензитет, може би завршена, имаме преградени простори на самиот влез каде порано беше отворено. Кога конечно се ќе заврши и дали во Каменица заврши? Да, во Каменица и во Делчево заврши и сега малку, бидејќи ходниците се реновираат, дел од некои, да речеме, лабораторијата се реновира, гинекологија, акушерскиот дел таму, родилната сала, остана само еден дел таму кај ковид центарот, меѓутоа времето не дозволи, тоа ќе се доврши. Иначе толку ќе биде од реновирањето, не е планирано комплет реновирање, сега дојдоа до израз старите врати. Кога плочките се сменија, се окрачи добро, тие врати од 50 години што се ставени, не изфарбани, меѓутоа и така тоа не понесува да продолжиме и понатаму.
да видиме сега со короната што ќе се случува со вакцинација, па натаму ќе планираме полека и вратите да ги смениме. Иначе реконструкцијата, тој дел, мислам реконструкција, обновувањето, така? натрешно, комплетно заврши секаде. Како што можете да приметите, плочките се сменети, нови, искречени. Тоа е прва внатрешна реконструкција на зградите во Македонска каменица и во Делчево, после да речем у Каменица може и после не знам колку години, после и 70, во Делчево после 50 години.